Драги мои пријатели и пријателки, се надевам дека ја забележавте малата промена во шпицата. Имено, Facebook е убава работа затоа што објавуваш разни работи. Сега јас сум новинар, објавувам и глупости и вести, но вие што сте обични луѓе, што не се занимавате со јавен живот, кога велам обични, не дека сме ние необични, туку исклучиво се занимавате со пријателите и со фамилијата, од време на време, кога ќе поминат години, Facebook ве подсетува што сте објавиле пред неколку години на овој ден. Не секогаш по некоја и не знам зошто и како, но еве, одлучи Facebook денеска да ме подсети дека пред 10 години сум објавил шпица. Шпицата тогаш ја направија музиката, подоцна ја преработија браќата Тавитјан, а шпицата ја исцрта мојот син петооделенец. Не знам дали се види убаво целата, окей беше на екран? Добро, ако не ја забележивте, ево уште еднаш. Сам го нацрта, сам ја измонтира музиката и ја бев пријатно изненаден. Имаме убаво музиче, а? Не, ти се свиѓа музичево? Туку, да идеме уште еднаш. Фали ме устоот и ке те чепам, викаат, како е она кога си фалиш својот фамилија. Не, може се правам будала, еве, некој мој обожавател ме. Не бе, син ми го направи. Ма најубав е, најпаметен е. Син на татко. Шега на страна, ама ми склепа, еве. Го бркаше времето да му нареди да се намести за да почне емисијата. Ја дури ни тогаш не го капирав колку паметно имал концепт за да го смисли и да го спакува тоа. Добро? Окей. Драги мои пријатели и пријателки, имаме повеќе или помалку интересни работи за вас вечерва, а би сакал, еве, како да ве инспирираме помалку. Имено, на удар на јавноста и на медиумите, особено преку социјалните мрежи и преку порталите, е пратеникот Павле Богоевски, за кој се извади една снимка. Снимката е тајна, прислушкувана е. Ние како медиум не сум баш сигурен дали смееме да ја емитуваме и затоа не би си правил. Но, еве, ја би ве повикал, ако толку ве интересира, да отидете на страната на Netpress, ако ништо друго, затоа што таму има аудиото бомба за пратеникот од Владеачката. Еве ја, таа аудио бомба овдека може да се пушти и да ја чуете. Каде е објавено, што и така натаму, не би навлегувал, но на таа бомба наводно он порачува недозволени опојни средства. После неколку дена, после еден ден, пратеникот Богоевски се огласи и рече дека не побарувал тешки дроги, да речеме кокаин, туку побарувал масло од канабис. Еве, дури и да е оваа стара снимка, маслото од канабис, колку мене ми е познато, веќе неколку години, ако не се лажам скоро 3 години, е легално и може да се купи и во аптеки. Тогаш зошто се во ова се поставуваат прашања и се дигна голема афера или фрка околу се во ова во врска со пратеникот од Владеачката партија. Ете, тоа е она главната афера која се дрма сега. Видете, никога беа претходните снимки, а ни сега не учествував и нема да учествувам. Нити ги пуштав, нити ќе ги пуштам. Нити сакам да донесам заклучоци. Додуша, ова немаше ни да го говорам, да пратеникот Павле Богоевски сам не излези и рече дека да, тоа е мојот глас, нарачував масло од канабис. Така што
Сметам дека тајни прислушкувања не се борба за демократија, но сметам дека ако постои основано сомнение, нека се истражува. Но ваков начин на спроведување правда, јавно, мене ми е дегутантен. Јас се согласувам ако он направил прекршок да одговара, но тоа треба да си го направат тајните служби, да си преслушаат, да си иницираат истрага и да донесат заклучок. Ние имавме 3 години, токму он беше еден од тие очарената револуција и нели со такви прислушкувани кои тогаш нели како ги вика овие лепено сечено монтирано, можеше само тоа да го каже и тури му пепел на целата работа. Дегутантно е. Знаете што, бидејќи сега едната страна правеше, најверојатно ова друга страна, освен ако не се неговите, бидејќи сите тајни снимки ги поседува СЈО и ги поседува СДСМ. Поточно, СДСМ рече, ги предадов сите тајни снимки. И сега, дел од тие снимки, дали завршија сите во рацете на СЈО или има негде другде, очигледно дека има. Ако е, не знам дали ова од габаритот на тие тајни снимки, но во секој случај со години, со децении, личности, компании, луѓе ќе бидат уценувани на ваков начин. На овој начин се смени власта, но дали ќе биде подобро утре за правда, за морал и етика, по мене не. Јас сум да се смени секоја власт на легален начин, легитимен начин. Океј, ако нелегитимно работи власта, радикализирај се. Ова е радикализација, нели? Ова на некој начин е... Ете, не можевме да го смениме ВМРО поинаку, па со тајни снимки кои, нели, како испадна, Груевски сам се снимал што разговарал со своите соработници. Не биле тоа тајни служби, не биле тоа од друга, од трета страна и така натаму и така натаму. Моje е само да кажам дека кога ќе жнееш кога ќе сееш ветар, ќе жнееш бура. Вториот Њутнов закон, секоја акција има еднаква и спротивна реакција. Затоа зборам, кога овие едните правеле така, сега и другите ќе прават така. Знаете, првите реакции на тајните снимки беа дека е тоа неморално и неетичко. Но луѓето си поверуваа и си сака. Зошто? Сите ние сме воајери. Сакаме да дзиркаме низ клучалката што друг прави. Луѓе мои, од перверзија до политички реваншизам, ние сакаме да си живljаваме без секој друг. Бидејќи ние се сметаме дека сме праведни, сакаме мајката да им ја расплачеме на сите други за кои сметаме дека се неправедни или ќе начуеме. Не е важно, не ни требаат докази. Како се јави еден гледач кај мене и како рече, вика, Груевски е оправдано осуден, вика, и треба да лежи во затвор. Се извинувам, зашто? Па на снимките се слуша дека кажал дека сака да се вози у Мерцедесот. И викам, тоа за вас е доволно за кривично дело за затвор? Да. Океј, ако е тоа за, сега и другава страна. Најверојатно ќе искачаат нови афери и може би ова порака дека истите тие кои ги овозможувале тие снимки, сега расфрлаат некои нови снимки, ако не е ова од буџетот на оние стари снимки со кои се сруши она ВМРО ДПМН. Сега, тоа ќе биде така. Вие кај сте? Вие сте обични луѓе и викате, неам живот, никој ништо, сум 200 евра плата, мајката мајчина на сите. Така е. Утре ќе крене глава вашето дете или вашиот внук, ќе се обиде нешто да направи. И некој на ваков неморален начин ќе му го уништи животот. И вие ќе викате, па не е во ред. Не, дечки. Кога ние денеска го дозволивме тоа, се ќе биде во ред. Бидејќи ако еднаш едниот го направил, ќе може секој. Ама ние за да го срушиме режимот. Па може би и овие се режим за некој други. Дали ме разбирате? Нема крај. Кога еднаш
ке пуштиш крв, тогаш и кулите си идат. Тие не гледаат, касат крв, ова, она, не гледаат риба е, туна ли е или друга ајкула ли е. Тоа си е природно. Значи, се што ја желкава. Секој перверзен начин, неморален или незаконски, кога ќе се трансформира, после ќе поминат еони за да се нормализира работата, обично се случува некоја голема катастрофа, не знам, политичка, економска, временска, геолошка или не знам, не можам да предвидам, за да се заборават сите работи, може би некоја голема војна или што ти ја знам, за да може одново да почнеме. Вака, оваа генерација, што се сеќава и начинот. Затоа што сега може би некој си вика, чекај бе, види, овдека се освои власт со снимки. Така, со прислушкувани снимки. А зошто и ја да не ја освојам власта? Ја не сакам никој да ја освои така власта. Ама ако едните им дозволили, меѓународно тоа го одобрила, тогаш и другите. Многу прашања се отвараат, немам ја одговор на тоа, само, искрено да ви кажам, желудник ми се стега, гастритисот ми се активира, кога имаме агресија, неморал и неетичност. Ние можеме да се зафркаваме, да правиме керефеки, ама сето тоа утре ќе влие на вашата работа. Имате, комотни сте у својата фирма, откај знаете дека некоја од овие снимки, знам дека барем у 120 фирми, дел од оние снимки со кои се рушеше власта, а кои беа дадени на СЕО, дел биле украдени, предадени или не знам како, во раце на некои си криминалци кои сега рекетираат лидери на компании. И сега, тие у компанијата наместо да шири, да ви дига плата, он мора да плаќа рекет. Како, например, реклами на една многу популарна телевизија, каде што една болница приватна, каде што еден ланец маркети, по неколку стотици илјади евра плаќаат за да не бидат рекетирани. Или се рекетирани. Или не знам. Или што ти ја знам. Или за да не збориш, например, изнајмуваш 2 камери на некој си сојуз, на рибари, не знам. И за тоа добиваш 4-5 илјади евра за да го купат твоето молчење. И ние сега збориме за некаква правдина. Дечки, дајте да си гледаме здравје. Најсериозно ви викам, бидејќи нека менуваат и пасоши, идентитети. Здравјето да не ни го рачнат, бидејќи додека сме здрави, имаме здрава памет, ние можеме да направиме. Бидејќи против поплава, кога ќе избие канализација, ти џабе викаш, ти не можеш да ја затнеш, тој искачаат фекалиите на сите страни. Знаете како и кога ќе дојде поплава. И што правиш? Чекаш да помине. Па да собереш, па да видиш, па да исчистиш, па да видиш каде е грешката, па да прошириш, па да дигнеш нивото, па да или затвориш цевка. Значи, не можеш у моментот кога се случува. Така и со политичкава сцена на кај нас, што ни се случува годиниве. И луѓе очени, ова било, она било. Луѓе, идите, ако сакате со глава од зид, удирајте. Сакате да се радикализирате, неа планината. Чекате некој да ве чекајте го годо, како не. Така што, паметниот човек се прегрупира и чека да новото време му покаже каков начин може да направи некоја промена. Хипиците, она што го прокламираа на некој начин, што успеа, како ги изработија хипиците? Они имаа идеја дека со своите протести да го сменат светот. Не им успеа. И се упикаа у институциите. Да однатре ги менуваат институциите. И тоа е најдобриот и најлегитимниот начин. Бидејќи насилното менување на институција, држава, власт и било што, не донесува подобра состојба од претходната. После еволуции, ретко сме виделе подобра ситуација. Освен, може би, во случајот на Романија, ајде да речеме, после падот на Чаушеску, иако тие што го срушија Чаушеску, сега ги судат за воени злосторства. Интересна работа. Значи, крај не се наоѓа. Ја ви велам само, берете си здрава памет. Што треба тогаш да не тангира, драги мои?
Ве слушам, се јавувате на сите телевизии, едните исти се јавувате со еден те исти муабет во врска со политичката ситуација. Те овој не чинел, те она не чинело, те ова било, те она било. Луѓе мои, тие се луѓе кои немаат што друго и се посветени на тоа. И тоа е во ред. Како што политичари имате професионални, не знам, Владко Ѓорчев. Еден ден не работел никаде ништо у живот. Цел живот зема партиска или пратеничка плата. Така и овие луѓе се занимават и тоа е професионален политичар, тоа сегде го има во свет. Така и овие луѓе се занимаваат со дневната политика и го искажуваат своето мислење. Не се дел од редакции, бесплатно тоа го прават и го кажуваат. Некому му се досадни, но јас сметам дека од време на време може нешто паметно да се чуе. Но, родител, но вие семејни луѓе, чија преокупација во денот е 90% преживување, survival, екзистенцијални проблеми и здравјето на собствените деца и своето, вас треба да ви иницирам вечерва да разговарате. Ако не успеам во тоа, ќе гледаме Евровизија и ќе гледаме малце мажи со бркови на високи штикли. Значи, изборот е ваш. Сакате геј програма да гледаме или сакате да збориме нешто што е суштинско за вашето здравје. Видејќи, ја не можам да донесам гостин на оваа тема, се надевам дека некој од вас ќе се охрабри да говори, не да, па можете и писма да ми праќате, ако се плашите, бидејќи има луѓе кои искрено се заплашени од оваа тема, иако се обидувам веќе некоја организација стапи во контакт со мене, може би во догледно време и ке имаме интервју. Се работи за вакцинација на децата. Имено, големи пертурбации се случуваат во моментов што и како треба со вакцините. Но тоа во следниот сегмент, само да ве ќе одат ли невакцинирани деца во училиште. Филипче не отстапува од своето, родителите ќе бараат помош од Хелсиншкиот комитет. Инаку претходно беше дека во прво оделение ќе можат да се запишат и вакцинирани и невакцинирани. Многу прашања се отвараат на темава. Имате храброст, имате доблест, имате волја да зборите за тоа. Не знам, може би имате и почит спрема програмава и телевизија, може би немате, се е на вас. Значи, варијанта А е да збориме за вакцините и за децата, и сепак имате и внуци, имате деца, имате тетки сте, родители сте, вујковци, имате роднини, имате блиски. Сериозна е ситуацијава. Не треба да ги оставиме родителите сами туку така, бидејќи треба сите заедно овој проблем да го решаваме. Не ме зборам овдека за антивакцерско движење. Не. Овде говорам за да. Од режија само ме информира дека имаме доста материјал од Евровизија. Така што ја ви давам шизофрено две крајности. Едната е Евровизија, сакате да зборите за Евровизија, што видовте досега, и да си збориме за позитивни работи или да збориме за малку подраматични работи, а тоа е нашите првооделенци, вакцинацијата и вашиот став по прашањето за вакцините. Имено, ја со години се обидувам некој од министар и у претходната власт и сега да донесам овдека имунолог да збори и да ја разубедува јавноста или да ја убедува јавноста или да ги изнесе медицинските, моралните, етичките, законските и пред се здравствените бенефити од вакцината. Јас се уште таква личност не сум нашол, иако има јавни повици, повикува многу луѓе, иако нестручни лица ми давале многу стручни коментари, ја им благодарам заради тоа. И многу е информативно од нивна страна кога ќе ми испратат за колективниот имунитет и сето тоа. Но не треба ни вие, ни јас да го кажам. Не сме авторитети. Јас сакам со подпрашање. Еве, дури не ни отварам гледачи некој да не биде навреден, но замолувам, ако некој сака, се осмел, но нема. Официјалната
официјалното здравство, не само кај нас. Мислам дека и во светот ретко ќе најдете човек кој јавно искача и дебатира зошто се добри вакцини. Не ми праќајте YouTube снимки од Србија, од Хрватска, нема да ги пуштам, не ме интересираат, но ако имате храброст, имате став или имате што да кажете на оваа тема, добре дојдени сте. Имам и доста други керефеки, затоа ќе ја замолам режијата да оди со првиот блок реклами. Веднаш потоа ги отвараме телефоните за вашите јавувања, имено само ќе ставам тема вакцини, а ќе прочитам неколку текста зошто граѓаните се толку вознемирени. Ова се најчитаните статии во моментов во Македонија, што значи интересот е огромен. И иако се надевам дека јавно ќе има кој да збори од вас, но и ќе ве почитувам ако сакате да останете анонимни. Мој совет ви е, ако се плашите дека ќе имате последици, можете кога ќе говорите, ставите шамивче преку слушалката. Зборите малце така дисторзирано. Ја ќе се потрудам да ве слушам. Дисторзирајте го гласот, стајте целофан од кутија од цигари преку слушалката. Сеедно, разбирливо ми е и ве сваќам дека може да имате последици, не знам какви. Но ја разбирам грижата и уплашеноста на обичниот човек, но ви останувам и отворен и за мојот Facebook профил, и за имејлот, и за сите други начини на комуникација. Многу ме интересира дали реално сте загрижени или ова само Facebook, Twitter, муабет, кој е повеќе пумпање одошто нешто реално. Па да му одадам почит на Министерството за здравство и да ја затворам оваа тема еднаш за секогаш до вас. Одиме со реклами, веднаш потоа се враќаме назад. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Џорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Визијата на Ѓорѓија Џорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Џорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com.
Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Изминуваат 10 дена од вториот круг од нелегитимните председателски избори, а метлата заедно со метларите е претворена во комедија уште пред да започне. Секојдневно функционерите на ЗАЕФ одговораат на новинарите дали очекуваат да бидат сменети, а функционерите на ДУИ не пропуштаат да му го истријат носот на ЗАЕФ дека нивен премиер е Ахмети. Да не знаеш на кого му е помачно, дали на ЗАЕФ што бега од реалноста со возење мотор или на неговите министри кои едва се воздржуваат да не покажат јавно незадоволство. Има само една формула за успешна метла – метларите самите да се изметат и да го вратат легитимитетот на граѓаните. Начинот на кој ДУИ експонира дека без нив не може да се избере ниту премиер, ниту председател подсетува на едно друго време, кога СДСМ беше на власт. ЗАЕФ треба да се подсети на таа политичка лекција. Хари Костов во 2004 поднесе оставка, зашто и тогаш за министрите на ДУИ премиер им беше единствено Ахмети. Единствена разлика е што тогашниот премиер имаше храброст јавно да ги обвини дел од тогашните министри на ДУИ за корупција. Не го потценувајте народот. Никакви кадровски промени не можат да ја помогнат на немакедонската влада. Не може внатрешната пресметка во СДСМ да биде лек за изневерените очекувања кај гласачите. Македонската нација си го бара назад легитимитетот од своите сегашни политички представници. Повеќе од 700.000 граѓани не ги одобруваат предавствата со Грција и Бугарија. Бараме темелни реформи на изборното законодавство и да одиме на парламентарни избори. Никогаш северна, Македонија вечна. Пишува председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски во реакцијата за најавената метла на премиерот Зоран Заев. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација.
Браќата Џорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Овие неколку дена има голема конфузија, почитувани гледачи, во врска со запишувањето на првачињата и со вакцинацијата. Тоа отвори една цела лепеза прашања од движењето против вакцина, оние што па се за вакцина, и таа спротиставеност, и таа трвење, и морбили, задолжително, незадолжително, па се прозва дури и Хелсиншки комитет. Да се разбереме, кога ќе го слушнете Хелсиншки комитет, тоа е исто како емисијава, јас да си ја крстам солунска емисија за забава. Немам никаква врска со Солун, али можам да си ја крстам. Така да и Хелсиншки комитет си има таков наслов, иако таков комитет нигде во светот не постои. Тоа е пред 10 години забранет во светот заради корупција. Но Хелсиншки комитет Македонија остана затоа што, нели, брка работа за Сорос и слично. Дури Хелсиншки комитет се произнесе за ова, нели, а секогаш кога ќе те викнат ти да се произнесе, се чувствуваш дека си важен и битен. И Хелсиншки комитет ни го чита законот каков е и што е. Ние знаеме каков е законот, но дупките во законот и недореченоста не можат да бидат оправдание за она што се прави со децата денес. Ај вака неколку вести поред да ви прочитам. Режија може да ги дајете телефоните, им најавив на гледачите дека веднаш што се вратиме, телефоните со темата вакцини. Две теми, Евровизија? Мислиш ке има? Да. Да, Арно викаш, да. Ке видиме зашто сака народот, нели? Ако треба и трета тема. Ке отвориме. Например, што би отвориле трета тема? Зошто сте, дали сте задоволни со 200 евра плата и зошто да? Може? Океј, дај ми го компјутерот. Ке одат ли невакцинирани деца во училиште? Филипче не отстапува од своето, родителите ке бараат помош од Хелсиншки комитет. И додека Министерството за здравство и Министерството за образование и наука донесат конечна одлука за тоа дали невакцинираните деца ќе се примаат на училиште, родителите на социјалните мрежи бараат совет каде да се побара помош доколку детето не биде примено на училиште. Тие најавуваат дека ќе се обратат во канцеларијата на Народниот правобранител или пак до Хелсиншкиот комитет за човекови права. Министерството за здравство, пак Венко Филипче, повтори дека нема да биде повлечено одлуката во училиштата да се запишуваат само вакцинирани деца. Од режија имам знак и сигнал дека имаме некој на линија, можеме да продолжиме подоцна со вестите, да ги читаме, а да ги вклучиме гледачите. Добро вечер. Ајде, добро вечер, господин Јанко. Повели Јовица. Жив сум, не се секире, ајде. Добре. Не уште. Живо си ти. Не сум вакциниран. Очигледно, зато, ама со Ќотеков ептен те извакцинира. Не, ја. Прво прашувам вака, кучињава што и чипираат, ги вакцинираат или нешто им става? После ќе ти кажем зашто не верувам на Светска здравствена организација. Океј, дај го компјутер. Да. Се слушаме, Јанко? Да, те слушам, збори. Еве зашто не верувам. Ова
Види каков е бизнисот. Сестрите што работат во сите детски клиники мора да се вакцинираат. Докторите што работат во детски клиники да се вакцинираат. И нивните деца, и нивните у фамилијата. И тоа е, знаеш каков бизнис? Милиарди и милиони. Кој седи позад тоа, не знаем. Тоа ја не можем толку да навлезем у Светската здравствена организација, кои фирми, кои се, како се вика, космополити, како да ги наречем, огромните компании, што ја држат таа Светска здравствена организација, само се плаќа, нема без пари. Цел свет ти да го држиш под контрола на вакцини и нова, па утре, заутре, ја ти рекол, ние не сме неписмени. Јас ќе ти кажем, еве еден пример. Како се оплячкува една банка. Се мобилниот тоа тргаат од себе, тураат чип од кучиња. Ја не знам, јас зато те прашам, дали преку вакцина идат за кучињава или нешто им стават. И таму на нивниот на обезведувањето гледаат 5 кучиња. Ели? Тие 5 кучиња им ја плачкат банката. Што сакам да ти кажем, кај не водат? Не водат во еден луд свет, што не знаеме утре да ќе како животни ќе начипираат. Затоа јас не верувам во Светската здравствена организација. Јас не верувам ни овој мобилен што го држим во рака, господи. Не верувам ни овој мобилен што го држим во рака. Све преку овој мобилен може за мене све да знаат. Ти благодарам многу што го отворив темата. Благодарам. Океј, се надевам дека нема да бидеш единствен и дека ќе имам јавување, дека ќе имаме од родители кои го имаат овој проблем, кои ги засега, ме интересира нивното мислење. Вашето јавување ќе биде комплетно анонимно и вашите јавувања, значи, не можат да бидат traced, така што вашето јавување е комплетно анонимно во емисијата. Ако имате двојби во врска со тоа, се грижите. Сепак е малце осетлива тема, но мислам дека тоа може би е така направено да звучи за да ве натераат да ги вакцинирате децата. Иако постојат многу родители кои не би сакале тоа да го направат. Хелсиншкиот комитет објави соопштение во кое го искажува своето мислење во врска со забраната за упис на невакцинирани деца во училиште. Нивното соопштение е во целост вакво. Законската регулатива во Република Северна Македонија налага задолжителна вакцинација против туберкулоза, дифтерија, тетанус, голема кашлица, детска парализа, мали сипаници, црвенка заушки, хемофилус инфлуенца тип Б, ХИП и вирусен хепатитис Б за сите лица со определена возраст. Во таа линија, член 67.6 од Законот за заштита на населението предвидува дека ќе биде изречена глоба од 300 до 650 евра во денарска противвредност и така натаму. Дополнително, согласно член 46 став 2 Закон за основно образование, при што запишувањето на детето за вакцините, детето издадено од младежна. Сега овдека ми го објаснуваат каков е нивниот став. Се обидувам да најдам. Според Хелсиншкиот комитет за човекови права, обврската за задолжителна вакцинација представува дозволено ограничување на фундаменталните човекови права за засегнатото лице со оглед што е нема. Добро. Значи со правна реторика која треба да ја анализира некој човечки да ви каже да, можете, не можете. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, господјо. Повелете, ве слушам. Дали ме слушате? Да, одлично, говорете слободно. Имам некое прашање и двојба во врска со вакцините. Имаме прваче за од септември и не можеме да се израдуваме дека ќе оди во првовелие заради таа дискриминација. Сега имам прашање зошто ова Министерство за здравство не ја објавува содржината на вакцините. За секој лек, за секој сирупче имаме нели содржина, нуспојави, значи што е подобро, дали е подобро да го пиеш или подобро да не го пиеш, кои се придобивките, кои се негативните работи. И сега, зошто само за вакцините нема ништо? И зошто ја прават дискриминацијата на здравите невакцинирани деца?
кога во училиштата. Значи, имаме инклузија, сиве овие години назад, инклузија на дечиња, на секакви дечиња, сите сме еднакви, ама здравите невакцинирани не се еднакви изгледа. И Хелсинскиот комитет не знам дали знае што е дискриминација. Срамдење. Кажете ми вака, дали сте во контакт со други родители? Да. Каков е нивниот став и дали ги има многу според вашите сознања? Па мислам дека има многу и мислам дека се сериозни во борбата и мислам дека ќе одат и понатаму до врхове, надвор од државата. Значи, мислам дека многу од нив се дури спремни и да ја напуштат државата, ама да не вакцинират. И до таа мерка би отишле? Да. Кажете ми, зошто не им верувате на вакцините? Еве, предпоставам дека не им верувате. Зошто не му верувате на здравството и на вакцините? Сите укажуваат дека вакцините не спасуваат од тешки болести, фатални. Па конкретно овие вакцини се за болести кои се лечат. Збориме за морбили и за заушки, така? Молам, не слушна. Збориме за морбили и заушки, што ние како деца ги прележавме на нога. Значи, лично ја имам лежено заушки, имам лежено морбили. Едно од децата што ги вакцинирав со вакцини кои Торлак ги произведуваше на времето во Југославија, на кои прилично им верувавме. Значи, по вакцината на детето, по неколку месеци лежеше морбили. Значи, вакцината не го заштити. Сега, зошто ја не им верувам, па читав директно на производителот некои работи. Добро. Содржината на вакцината ме плаши. И дури производителите имаат таму некоја реченица дека ако е во ред, треба да заштити по 3 месеци ревакцина. Колку пати ние ќе ги труеме децата со тие содржини што ги имат во вакцината? Значи, вас ве плаши содржината на вакцините дека може да го наруши здравјето на вашето дете. Да. Дали сте убедени дека вакцината го заразува детето? Па така, добро. Види. И тие нуспојави што ги има наведено производителот се оградува од тие нуспојави кои навистина многу се страшни. Работам во училиште и многу деца во училиштето, значи во последниве години имат проблеми, обструктивни бронхити, не знам, алергии, страшни алергии на многу елементи, на многу работи, алергии на секојдневни, како да кажам, на храната секојдневно што ја користат. Значи, мислам дека здравјето на децата не се подобрува со вакцините. Вау, ова е многу тешко и драматична изјава ваша, господјо. Заслужувате и повеќе простор да ви дадам за да дознам што е од каде произлегува грижата и неверувањето. Еве, рековте дека на Торлак, се извинувам, рековте дека на тогашните вакцини од Торлак не им верувавте, а спомнавте преиска нешто дека со вакцина детето се заразува од болест. Па токму тоа е. Вакцините и од Торлак, тоа се БСЖ-то, се извинувам, само да се доискажам за радиатори на гледачите, ќе ве оставам и многу сакам да ве дослушам. Бидејќи вакцината во основа, оние БСЖ, првите што се примаат, тоа се ослабени бацили од болеста, кои го иницираат имунитетот кај детето. Зошто на тие им верувавте, а на овие денес не? Па вака сега, може би тогаш во тоа време и не бевме доволно информирани. Сега, зошто, моје мислење, зошто е зголемен отпорот, затоа што младите родители знаат англиски, знаат да отворат директно на страницата на производителот, знаат да ја прочитаат декларацијата на вакцините од и некаде
со судни маки и најдовме декларација во која обавезно производителот се оградува од сите тие нуш-појави и кажува дека може да се случат, а зошто кај нас нема дискусија дека може да има такви работи, тоа не ми е јасно, зошто е тоа баук. И мислам дека родителите млади се многу пообразовани да сватат што е тоа што го содржи вакцината и затоа има отпор. Дали се сретнувате со родители, дали организирано ќе настапите? Ве рековте на почетокот на вашето јавување дека имате многу собнежи и не знаете што да правите и како да правите. Тоа укажува дека не сте организирани или... Има. Мислам, постои организација и ја мислам дека родителите нема да отстапат од своите намери. Ви кажав дека многу од нив се спремни да ја напуштат државата ако има толков притисок. Значи ли тоа... Ова неправилен притисок, така, значи ли... притисок? Добро, така, значи, вие идете со она логика дека ако вашето дете утре изаболи од морбили, нема да ги зарази другите деца кои се вакцинирани, така? Ја мислам дека не би требало, ако тие се заштитени, нема од што да се плашат. И сега, ја една друга логика имам, Јанко, морбили може ќе фатит, може не. Ама ја треба да го држам во болница да му ги клад морбилите. Тоа не можам да си го простам. Така. Ве разбирам. Така. Господјо, јас се надевам дека ќе инспирирате и некои други и би ве замолил некои ваши пријатели, блиски, исто да се јават, бидејќи од еден вака доста корисни работи слушнавме каков е вашиот став, нели? Ако се јавите повеќе, да разбереме. Но секако, ви благодарам многу. Лека ноќ и пријатно. Се поставуваат прашањата. Што ќе правите ако не ви биде примено детето на училиште? Дали тогаш ќе го вакцинирате, ќе чекате уште една година или како што рече господјава, ќе преземате некои по-радикални чекори? Ете, темата во врска со вакцините е многу пипа. Секако, и вие што сте за вакцини, ве молам слободно јавете се и кажете си го своето мислење. Но, бидејќи обичен гледач кога ќе се јави и за и про ет контра, ако се јавувате во смисла колку и да сте, само да ви кажам дека сте добре дојдени сите, и на сите ќе ви дадам еднакво простор, ја не застапувам ни една страна, напротив, сакам од вас повеќе да излечам, за да ги чујам зошто мислите така како што мислите. Сеедно, ако сте против или сте за вакцини. Најдобро би било кога во оваа работа би имале некое стручно лице, имунолог, пред се, кој добро го ја познава механизмот, што и како и да може да одговори конкретно на овие прашања. Бидејќи не можеме ние како медиум да најдеме, ние сме ставени во едно. Прво, не смееме да збориме за таа тема. Второ, бидејќи не сме стручни. Второ, ако збориме за таа тема, треба стручно лице, а стручно лице нема. Едноставно можам да поканам, ја имам понуда од луѓе кои имаат, нели, став и загриженост према вакцините, да гостуваат во емисија, но не можам никого од спротивната страна да донесам. Бидејќи тогаш би била еднострана емисија, а мене сакам да ги слушнам и едните и другите. Јас сум прилично медицински едуциран како родител и татко и така натаму, но имам прашања кои сметам и мислам дека мора и треба да добиеме одговор на нив. Едноставно нема лошо прашање. Па нека е и, знаете, дури во религијата ние имаме и во православието, имаме и догма. За све се дебатира. За све се дебатира. Зошто? Затоа што на таков начин се утврдува вистината која се застапува уште подсврсно, кога и неверник ќе го
увериш или разувериш. За жал во моментов немаме. Имаме, се извинувам. Ја не добив никаков фишер и ти се извинувам што чекаше. Мислев дека нема никој, се извинувам поради тоа. Добро вечер, повелете. Добро вечер, Јанко. Поздрав до сите гледачи и до цела екипа. Прв пат певам. Инаку јас родител сум на деца ми и тоа моите деца се повозрастни, така да го немам да речем овој како во семејство го немам овој проблем што е сега текоен, и тоа сепак би сакал да кажам неколку зборови. Не сум ни стручно медицинско лице, и тоа јас доста имам читано и се информирам исто како и вас и како другите родители и така натаму. Генерално се сложувам со господињата претходно што се јави, се работи за проблем кој што го има не само Македонија, во многу држави во светот. Јас доста пратам во Британија што се случува, во Америка што се случува. Значи не е ова само кај нас. Се извинувам? Викам, ова движење антивакцерско не е само кај нас, во светот е. Да. Јас не би го ни се извинувам, не би го ни рекол дека е некое движење антивакцерско, меѓутоа со денешните ја да речам методи на субверзија и така натаму се е можно. Меѓутоа генерално кај родителите во цел свет се јавува една голема дилема, бидејќи тоа што викавте вие нема соодветно објаснување од стручните лица околу цела ова проблематика. Значи истото го слушаме во Британија, истите проблеми се соочуваат и во Америка и така натаму. Одговорот од да речеме од институции, од власти во цел свет е се појака и појака, се стига обрачот, се појака и појака легислатива во однос на наместо да се отвори дебата, да се разуверат родителите, се приморува. Се стига обрачот со регулатива. Так. И тоа родителите ги прави да се многу скептични. Значи, штом некој те притискува на сила, викаш, чекај, не, само ве да објаснувам, нели, кога имаш некој насил, зашто ова да го направам? Иди таму. Ама зашто да идам? Иди таму, ќе те казнам. И ти веќе инстинктивно добиваш човекова, како да кажам, универзумов реагира на акција-реакција. Да го потурнам далечинско ми дава отпор, а не па човек, нели? Продолжете, ве молам. Да, така е. Сега тоа е, значи првата, да речам, таа е првата реакција кај луѓето, кај повеќето луѓе. Меѓутоа уште повеќе се раѓа, да речам, одредена верзија кој некои работи кога имаме веќе преседани, кои што на овој начин не се баш најдообјаснати. Има одредени информации во врска со овие работи во оваа насока или во таа насока. Јас само би сакал да спомнам еден пример за ММР, значи рубела, заушки и Добро. Да. Така. Не знам дали публиката го има гледано филмот Vaxxed. Тоа се спелува VAXXED, значи VAXXED. VAXXED. Ова е филм документарец, сат и нешто трае, може да се најде на интернет. Е базирана на вистинска приказна, има значи whistleblower во Америка кој што работел во CDC, тоа е Center for Disease Control. Значи најголемата организација во светот таа е во Америка која што се грижи фактички за одобрување, неодобрување лекови, студии во однос на епидемии, значи опфаќа еден огромен диапазон во врска со здравје и квалитет на лекови да кратам. Тој whistleblower, да речем свиркач, издава одредени информации, за да не го раскажем на филмот, луѓето нека го гледаат, се базира на податоци кои што ги имало CDC уште во почетокот на 2000-та година. Меѓутоа сето тоа се заташкува. Значи ова не го измислувам јас, е документарец и овие информации се достапни за луѓето затоа што постои свиркач кој што ги изнел овие податоци. Значи има поврзаност која што е статистички утврдена во почетокот на 2000-те години, меѓутоа тоа не се кажува од страна на CDC никогаш. Тие требало да направат репорт извештај до крајот на 2001 месечни беше, меѓутоа го заташкува до 2004-2005 и никош не излегува информациите надвор од нив официјално како институција, туку свиркач ги вади надвор, во кој што има поврзување меѓу ММР-от, значи кој што е комбинирана вакцина, и аутизам. И сега ова е многу жешка тема. Лекарите, веројатно, и нашите имунолози и имунолозите во светот им се треба косата која некој веќе окажи, меѓутоа слободно луѓето и
поготово научната фела и докторската фела во Македонија ги повикувам да го гледаат овај филм и после тоа да се отвори дебат. Но за жал стручните лица, медицинските лица не отвараат теми врз филм, они идат на семинари, Светска здравствена организација со која функционираат државите во некоја синергија и каде што сите научници и врвни здравствени работници во светот ги донесуваат овие одлуки и сега и они се затечени бидејќи ние почнуваме да не им веруваме на такви луѓе. Да. Тоа се оди, јас ги разбирам потполно, во лекарската фила потполно ги разбирам, тие били едуцирани во тој систем и има, да речеме, на хиерархија оди од Светска здравствена организација, па цел тој хиерархски систем, тука не може да кажат премногу различно од колку што тоа тие ги добиваат инфантасите, значи немам ништо против луѓето, баш напротив. Меѓутоа, се работи за еден научник кој што се Ендрю Уейкфилд. Јас на друга телевизија ме заинтригира мислам дека беше недоволно информиран едно лице, представник од нашата здравствена фела, од институциите, кој што беше на друга телевизија, во една ваква дебата, можда беше пред 2-3 месеци. И го спомна ова име, и тоа, ќе ви кажем кој е тој човек, и го спомна како тоа било одемек фейк муабет, и било докажано дека всушност тој бил фейк научник и така натаму, нема везе. Нека си го гледаат филмот Vaxxed. Се работи за ММР-от, кој што е тројна вакцина и кој што, значи, не е докажано. Видите, има индиции. Значи, ова Ендрю Уейкфилд е човек кој што е гастроентеролог. Не има врска со имунологија човек. Си пишувал пейпер, што излегува во British Medical Journal, значи најпрестижниот, крајот на 90-тите, кој што било за проблемот на leaky gut, односно пропуслива црева. И во нивните истражувања тој открил дека постои индиција дека заради ММР-от се јавува тој leaky gut и одредени соединенија кои што ги има во вакцините, а да се разбереме таму, како што се збори, јас не сум 100% запознат со оваа работа, некој треба да ни каже дека не е така, дека има и алуминиум, дека има видеа, има од прва рака на интернет, дека има и од човечки органи, и од фетуси, што е невнаце, и така натаму, дека тој leaky gut после тие соединенија одат до нервниот систем, во мозокот, таа бариера ја преминуваат што е меѓу мозокот и флуидите, и тука се јавува потенцијално аутизам. Така да тоа е голема жешка дебата. Тргни телефоните и темите, овдека малку имам и со субтитли, за момент само, па ќе ги вратиш темите, може без Евровизија, бидејќи мислам дека ќе ја задржиме темава за вакцините. Ве молам да искажете се слободно. Да, значи, тоа е една индиција дека можеби има поврзаност и сега човеков Ендрю Уейкфилд не само што му го тргна од журналот неговиот research paper кој што беше peer reviewed, таков притисок врз неговите пири што го направиле овој paper, му зеда лиценцата да работи како гастроентеролог. Сето ова во самиот Vaxxed филм објаснето. И на крајот од краиштата, како што реков, CDC во почетокот на 2001 почнале да вршат истражување на голема популација за влијанието на ММР-от врз потенцијална поврзаност со аутизам и тоа резултати да ги скриле. Требаше да излезе свиркач од самото CDC во 2012-13 година за тие информации да излезат и се работи за најкритичниот ризик од ММР-от е на до едногодишна возраст за поврзаност со аутизам. И во таа другата емисија што спомнав на една друга наша телевизија, лекари, некој точно не сеќам кој представници беа, викаја дека и во наша лекарска фела постои една недобра пракса каде што малци и самите матични лекари и други лекари ги охрабруваат родителите на некој начин да ги не ги вакцинираат децата додека е 5-6 години. И после на 5-6 години, што значи и самите лекари може да имаат некакво пречувство дека таа комбинирана вакцина, која што кога не би била комбинирана, би имало никаков проблем. Кога ги викате оние зборите комбинирани, зборите за оние поливалентни вакцини? Да, ММР-от е комбинирана, нели? Добро. И самиот Ендрю Уейкфилд, што го споменав човеков, што е британскиот научник,
Тој викаше, кога таа не би била комбинирана, најверојатно не би имало никаков проблем. Значи, сето ова некој треба да го истражи. Како што реков, свиркачот од CDC, од Center for Disease Control, излезе со податоци кои што ги криле викат дефинитивно утврдивме врска меѓу ММР-от и аутизам. Са кој сака некако повргнува, меѓутоа тоа е во овој документарец. Исто има една друга работа која Не, говорете, ве слушам. Да не го држам времето премногу. Не, воопшто. Режи, имаме друг гледач кој чека. Има? Не можам да ги слушнам од режи. Ако може у слушалка да ми даде. Имаме уште еден гледач. Добро. Значи може да го заокружите разговорот? Да, па крајно само би рекол зошто е сето ова, наречиме, мора да има некоја причина. Сега секој се прашува што се овие теории на заговори и така натаму. Значи, најочигледното е бизнисот. Кружеше едно видео порано од пред некои неполни 2 месеци од Бил Гейтс, кај што си отворено си кажува на CNBC кои тешки милиарди ги прави со помош на вакцините. Значи, бизнисот е една работа, второ има една веќе навлегуваме теории на заговор, тоа е за движењето за Eugenics. Eugenics, за луѓето кои што не се запознати, е фактички контрола на популација од страна на елитите. Значи, овие што се обичните useless eaters, што ги викат, да го намалиме бројот, да остане само некоја елита. Значи, ова е теорија на заговор, делот од муабетот. Меѓутоа, што има се во овие вакцини, апсолутно никој не знае. Од алуминиуми, од чуда. Тоа е првото прашање, се вратам на господјата Преска што зборуваше, што се вика зборот джус да купиш од продавница, па бараш на самата етикета да видиш што има, како има во процент шекери, масти, чуда. Такви станавме. Тоа е точно. Нема човек што не погледнува веќе етикета. Освен можеби 100 грама кафе кој ќе земе, за друго сите вртиме и гледаме. Знам и моите навики како се смени од порано фрла и у корпа, денеска вртам, читам датум, колку шекер, колку јаглени хидрати, колку конзерванси, какви. Значи, веќе и ја внимавам искрено. Да. За вакцини... И само пред да ве напуштам, уште една брзинска работа, значи вакцините се повеќе и повеќе. Јас од Австралија, кај што живеев, можам пример да ви го кажам, за среќа нашите деца немаат проблем. Иако зедоја ми се чини комбинирана ММР, сега веќе кога знам наназад ми се крева косата, значи, као, ако го видите скеджулот, што е распоредот на вакцини, кој што е се понабиен, значи као коњи да вакцинираме, а не бебиња и деца, ме разбирате. Благодарам многу за јавувањето. Пријатно одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете, во програма сте. Се извинувам, знам дека малце беа поопширни, обично пред 21 часот малку повеќе им давам простор на гледачите, но бидете трпеливи, сите ќе ве пуштам во емисија и ќе ви дадам простор да се изјасните на темава. Навистина, оваа тема не сме отварале до сега. Значи, темава инспирирана од следново. Ќе одат ли невакцинирани деца во училиште? Филипче не отстапува од своето, компјутерот која ќе можете режија, родителите ќе бараат помош од Хелсиншки комитет. Значи, рано е да се каже дали има незапишани деца во прво оделение поради тоа што не биле вакцинирани, вели министерот за образование Абри Радеми, кој образложи дека уште оваа недела тече уписот, пошто ќе се знае дали некој дете не било запишано поради тоа што немало уреден вакцинален картон. Добро вечер. Ало? Добро вечер, господјо, повелете, говорете. Во програма сте, да? Ве слушаме, говорете слободно. Аха, добро. Ало, добро вечер, Јанко. Добро вечер, уште еднаш во програма сте со мене, зборите цело време. Почнете да збориваме и ние тука да дојдеме на ред, Златце, многу зборуваат луѓето. Обширно, вакцината е многу важна. Што зборат глупости? Вакцини не може да дават неисправни. Тоа има декларација, од кај се снадени све. Како луѓето без веза зборуваат за вакцините? Вакцини уште пред 75 години, 80 сме имале и вакцинирани, све е било во ред. Сега што изведуваат глупости? Набавувачите нема да набават вакцини што не се добри. Значи, вие им верувате на набавувачите? Како па верувам, се извинувам. Што зборат глупости луѓето?
луѓето. А зошто им верувате? Од кај знаете дека... Како зошто? Па треба да ги веруваме, они не смеат да дават вакцини неисправни и не здрави за деца. Добро, пред неколку месеци беа уништени еден куп вакцини откако граѓаните реагира. Граѓаните глупости зборуваат. Значи, граѓаните збореа глупости. Не може да бидат неисправни да дават така, на деца. Останете само... Така. Што зборуваат без веза луѓето? Добро, освен аргумент, дали имате некој аргумент да кажете освен глупости и без везе? Дека е тоа глупости без везе? Што вакцините не били исправни, вакцините уште што не зборуваат глупости. Значи, си инсистирате на зборот глупости, дали имате нешто конкретно да кажете во одбрана на вакцините, например? Па има одбрана, како нема. Не смее да се дават вакцини што не се исправни на дечиња. Ама, неќете да ме сослушате. Значи, пред 3 месеци, граѓаните, што ги викате дека зборат глупости, реагираа и се откри дека граѓаните тие што зборат глупости, што ги викате, открија дека има вакцини со изминат рок и тие беа уништени. Леле, Јанко, јас не верувам тоа, душо. Извинете, ви благодарам многу. Имате право да не верувате. Ја не сум должен да убедувам никого. Јас ви кажувам она што медиумите сите до еден го пренесва. Токму ете тие гледачи открија дека преку вакцините имало уште една етикета, кога ја отвориле таа имала погрешен датум, не биле соодветни оригиналното пакување со тоа одозгора, реагира, овие што ги нарекувате глупости и така натаму, сето тоа беше на вести, во медиуми, по вестници, ја тоа не го правев, ништо не се мешав, само сега го проследувам и дека поради реакцијата нивна беа уништени илјадници вакцини во Македонија. Ова е апсолутен факт. Ја дури и ќе го прогуглам малце, за да ви покажам за атер, додека говори следниот гледач. Слободно да си имате пројект контра, секој ќе добие простор. Добро вечер. Добро вечер, Јанко, во програма сум. Да, повелете. Вака, Јанко. Јас се јавува млад гледач, ваше можам да кажам редовен гледач, што се однесува ова за вакциниве, во потполно се согласувам дека не е нивното, како основно, не е ниту нивното потекло, не е потеклото на вакцините не е испитано и не се, мајка ми влезе момент само. Јас би сакал да ви препорачам. Мајка ти проблем да не ти направи, да не сте у контраставови со ова. Се извинувам, знаеш како ми зазвуче смешно, мајка ми влезе. Као со цигара да те фатиле. Не. Се шегувам, извини. Слободно говори. Ништо. Вака, јас би сакал да ви препорачам двајца сериозни гости луѓе кои што ги знаат овие работи за вакцините. Кои би збореле против вакцините? Да ги пуштите пред целата македонска јавност. Тоа е господинот Мирољу Петрович. Тој е каде ускуп? Од каде е тој? Од Србија. Не ме интересира. Не ме интересира. Значи ме интересира само македонци. На религија и наука и господинот Дејан Вучич. Значи, кој ќе ми дадете македонец овде, кој можам да го поканам, да. Али они се луѓе кои зборат против вакцините, така? Не. Значи, за здрав начин на живот. Значи, лечење не преку конвенцијална медицина, туку лечење не преку болници, не преку апчиња, туку ви благодарам, да. Одличен совет, одлична препорака, ви благодарам, но од Србија се, така да малку комплицирано. Ова емисија е со многу низок буџет и продукција. За да донесам некој од Србија, треба да го титлувам или да има преведувач според законот, ја тоа не можам да си го дозволам. Материјално, ни јас, ни телевизијата, така што останува вие гледајте си ги. Јас барам стручно лице кое би говорело про вакцините. За контра ги знам сите од Македонија, но ми треба имунолог, лекар, здравствен работник, некој што е во здравствениот систем, да дојде и кој ја познава таа проблематика стручно,
да го објасни сето тоа убаво, да одговори на прашањата. А ние ќе си донесеме заклучок, што е. Видете, ја не сум против вакцини, но ја кога поправам зап, иако ми се лоши забите, ајте сега, најдов лош пример за тоа, кога вадам зап, прашувам двајца забари, а не оставам само на еден. Second opinion. Значи, не туку така лесно донесуваме одлука кога е за наше здравје. Тек за дете. Еве, господјата да ја поздравам, што не веруваше, веста е од 24. јануари, до утре ќе бидат уништени спорните вакцини. Значи, имало спорни вакцини, Македонија лек требала да уништи до утре 600 вакцини кои биле залепени декларации со поминат рок. Господјо, слободно да им верувате. Инаку, ова, луѓето, обични од социјални мрежи, вака сојавувања, го открија овој проблем. Значи, не треба туку така да ги омаловажуваме луѓето. Треба да ги сослушаме и да прашаме, а зошто си загрижен? Секако дека има глупости. Ама кога има сериозна загриженост, па имате некој близок дома и е сериозно загрижен, шо ќе му рече? Бега бе тамо, глупости. Ај не биди глуп. Убаво ги воспитувате тогаш. Ама ја ако имам загрижено дете или сопруга, ја се обидувам да се објаснам, да ја смирам, да сослушам зошто е загрижена. Мислам, ја не знам за поинакви начини, нели? Инако многу лесно можеме да се отераме сите и добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете, ве слушаме. Ја следам емисијава речиси редовно, кога можам. Од ова вечерва што го слушам, сакам само да изразам мислење дека толку како луѓе, како народ, како нација, како сите оние што живееме во Македонија, го изгубивме или ја изгубивме вербата во системот. Точно. Тоа што би значило? Тоа би значило, да речеме, дека сега може секој, кој како сака да го тумачи сето ова, дали ќе ги вакцинираме децата, внуците, бидејќи сето тоа може да доведе и до некои сериозни несакани последици кои еве и се случуваат. Ако да речеме власта или сите овие што се одговорни за сето ова што го пропагираат дека децата мора да се вакцинираат, би требало да дадат одговори на сите овие прашања што граѓаните, луѓево, баби, дедовци, родители се навистина замислени во сето она што ни се случува. И јас истото се согласувам. Значи, немам став про или контра. Има прашање за загриженост. Дојди. Нели како вика полицијата? Граѓаните се загрижени за својата безбедност. Пак и излезе полицаец, командир некој ќе рече, нека не се грижат, имаме патроли, се е во ред на терен. Значи, може понекогаш и луѓето и правилно и неправилно да реагираат. А институциите се должни да им го оттргнат сомнежот, да разговараат, затоа и ги плаќаме, нели? Па, видете, ние да речеме, јас сум еден од по старата генерација, што живеев и растев во Социјалистичка федеративна Република Југославија, и тогаш никој не правеше проблем дали децата треба да се вакцинираат или пак не. Ја верувам дека и сега не би правил никој проблем, доколку довербата во системот е во ред. Очигледно дека се работи во недоверба во сето она што ни се случува воопшто во државата, не само со вакцините. Така е, апсолутно. Се избегнуваат закони, се прави криминал со тендери. Еве веста која ја прочитав. Во јануари се беа откриени вакцини со изминат рок кои беа уништени.
И сега... Добро, сето тоа во ред, ние секој ден слушаме. Ало? Да, во програма сте, говорете. Секој ден ние слушаме, не само кај вас и на сите останати медиуми за разноразни недостатоци, девијации и така натаму. И веројатно народот изгуби доверба во системот. Тоа е најтрагичното. Но се слагате Барем дека... според мене. Според вас, како се враќа доверба во системот? Дали со закони кај што вика, ако не направиш тоа, детето нема ти биде запишено, ќе платиш 600 евра казна, или разговараш со луѓето? Што мислите? Не, ми се чини најмалку така, бидејќи не знам, може би и не размислувавме ние во тоа време пред 30 на години, не размислувавме дали државата е во ред или не е во ред, дали мисли за доброто на сите, за доброто за здравието на своите граѓани. Ама имавме чувство дека државата функционира. Сите се вакциниравме. Јас сум еден од тие што ми се чини ги имам примерно сите вакцини и ни мајка ми, ни татко ми, ниту било кој прашувал какви ќе има ефекти и дали сето тоа ќе биде во ред. Фала Богу, во ред било и тоа го потврдува сето тоа дека тогаш се имаше и некоја доверба во државата. Господине, ви благодарам многу, добра поента, добар агол на гледање, дека и ова е пореметено. Но, ако е кај нас пореметено затоа што државата се исклатила во многу сегменти, зашто ова е толку силно во Соединетите Американски држави, во Велика Британија, во Австралија, држави кои се цементирани со столбови до јадрото на планета, кои се зацементирани институции кои функционираат. Тоа е многу интересна работа, нели? Можеме многу лесно да кажеме, глупави луѓе веруваат на YouTube, ама треба да му дадеш некако одговор. Сега, дали ќе го казнуваш, дали на сила ќе го правиш или низ разговор, не знам. Јас само знам дека не успеав во мојата кариера да донесам имунолог овде, освен еднаш пред околу 10 години, која беше плати у тогашната телевизија, платија 500 евра, Министерство за здравство тогаш, на газдата на телевизијата, не на мене, ја не сум земал пари, за да се направи емисија, и не ја имам таа снимка, ја чува и ја крие телевизијата бивша, за ХПВ вакцини, кога се воведоа кај нас, кои сега па скоро нигде во светот, па и ги нема. Не знам каква е ситуација, знам дека Јапонија ги прекина и така натаму. Сеедно, продолжуваме со вашите јавувања. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Да кажем нешто во врска со темава, не се јавувам, ама ме предизвика некои ваши коментари на гледача. Иначе да се представам, јас сум еден човек кој има трансплантиран орган. И нама да го потенцирам ова, затоа што пред 30-40 години трансплантирањето беше имагинарност, значи научна фантастика, се согласувам. Научна фантастика. Читавме по телевизии, слушавме по радија, некои дебејки тамо пресадува срце. Сега срцења се пресадуваат лево десно и така натаму. Значи медицината е отидена во многу напредни некои сфери. За кратки времења ќе се изнесат и лекови за одредени канцери и не знам што. Бориме сега, слушам за вакцини. Вакцината, сведоци сме и еве слушани претходни гледачи дека и јас ја имам примано во својот живот, на своите деца сум им дал. Во одредени европски земји, ајде да не речеме со најстроги закони се донесува дека мора да се примат овие вакцини за да не се шири масовно таа опасна, да речам нешто. Не сум од здравство, значи да не се да потекува. Ја сум ви благодарен што искрено си го образложувате вашиот став и добре дојдени сте. Ве молам, слободно искажувајте и немојте да се оправдувате себе си. Не за оправдување, се работи за следно. Едина работа која се случува
и во целиот свет се случува, не само во Македонија. Фармацијата е мафија број 1, тука е проблема. Во суштина, бидејќи јас како трансплантиран, ајде кажеме, човек, ќе речем, или пациент, додека трае таа трансплантација и успешно си одреден пациент, имаш можност да си купуваш добри лекови или да си примаш во Македонија генерички лекови кои ти ги признава државата. Тие генерички лекови се разликуваат 10 пати се поскапи тие кои треба да ги пиеш, а да мислиш дека е помак и нус ефект ги предизвикуваат отколку тие кои ти ги понудува здравството, тој здравствениот фонд на здравството. Во суштина, главниот проблем и за вакцини, посебно кога се збори за детска популација, и тука ја гледам ја непогодноста, не само на ова сега влада и на овој министер, па и на претходно и така на. И претходно, така. Значи, тие мора да се јавно изјаснат и ако треба да си од тие добри буџети, да се издвојат за здравство, тоа за тие вакцини. Не сега се слушам овој човек кажал, тој човек овој видел тоа. Алудирате на она што многу родители се согласуваат да ги вакцинираат, но ги носат во странство, во соседни европски земји, таму да примат такви вакцини. Например, најчесто ја имам лично свој пријатели кој вика овде вакцина нема да прими, во Грција прима вакцина. И доаѓа со чага. Точно. За жал е точно. Точно. Тоа е точното. Вика немам доверба. Зар мислиш викам дека во Грција се поквалитетни? Знам дека се поквалитетни. Овде немам доверба и тоа е негов став. Се ја не можам да го разубедувам. Треба друг да го разубеди, нели? Што викаш генерички лек? Еве, вие сте преживеале трансплантација, да сте живи и здрави. Знам дека после трансплантација имунолошкиот систем мора да се нивелира и затоа сте сигурно земале имуносупресиви. Едно е тука што ќе ти го препише, друго е ти што ќе го набавиш од некој фармацевти по некои други цени, нели? Тоа е проблемот во суштина, не. За деца кога се работи. А поготово за деца, да? Посебно зборам треба тој буџет да се издвојува како што треба. Ете тоа е приказката и тоа работа. Так. Значи најскапите да ги имаме, а не по тендер, најповолното и најевтино. Тоа да се живи здрави. Ете тоа е приказката. Фала ти. Thank you very much. Се надевам дека си добар и ќе останеш добар, да си жив и здрав. А ние одиме со следниот гледач. Добро вечер. Тука сум, ве слушам. Добро вечер, повелете во програма сте. Се слушаме, нели? Да, те молам игнорирај го твојот телевизор и слободно говори. Исклучам телевизорот. Јанко, вака сега, на оваа тема. Мие знаеш, генерација скоро, постара генерација, сите што го имаат време, фатено времето на Тито, на Југославија, не се споредува со сегашното време. Мора да се сложат по возрастните што го фатиле тоа време, дека во тоа време сите добивавме вакцина, значи во школа тој ден има систематски преглед, добиваш вакцина, нити некој се плашел, нити некој забранувал, нити некој ги прашувал родителите, нити па постоеле вакви уцени од типот нема да ќе те казниме ако не примиш вакцина детето твое или нема да оди у прво оделение и така натака. Суштината на целата работа е недовербата. Суштината на целата работа е тоа што нема гаранција денеска. Едноставно па и тогаш немаше гаранција. Од нашиве доктори не може да подпише дека доколку му се случи нешто на детето што ќе приме вакцина, ќе сноси затворска казна, парична казна и така натака. Што е суштината? Суштината е на тоа што во тоа време беше бесплатно здравство, луѓето зима бесплатно лекови, бесплатно се лечеа, имаше пари за сите луѓе без пари да се лечат и без пари да земат лекови каков и леки да му треба. Суштината на целиот проблем настанува во тоа што луѓето немаат доверба, затоа што законот како закон во државата
сите знаат дека не важи за сите граѓани подеднакво. Односно за богатите и за политичарите не важат истите закони како за обичните смртници. Што сакам со тоа да кажам? Ние бевме сведоци дека сегашниот што е тој директор на фондот на здравство, Ден Дончев, го гледавме во бомбите како со Груевски се договараат за Македонска банка да земе провизија. И истиот тој мучкаро што се вика, што гледа само како да украде пари, провизии да зима, истиот го ставаат за фонд за здравство. Па народот не е толку неписмен, тие што се поголеми интелектуалци, нема да имаат доверба во таков човек. Ја не знам како го ставија за фонд за здравство. И што сакам со тоа да кажам? Значи, народот знае дека преку тие тендери луѓето, секоја власт се обогатува за 10 животи. И кога се работи за лекови, се знае дека се прават далавери со изминати рокови лекови, може да бидат поевтини лекови и така натака милиарда малверзации за тие пусти пари. Знаат дека кога се на функција законот не ги чепка и си тераат, си крадат и така натака, а самите луѓе страдаат. Онаа тема ти што ја отвори, што ти дошло тебе сметка од Охрид за стан, што уопште не немој за може тоа. да плаќаш Те молам, данок. фала ти, за тоа ќе поразговараме подоцна, да останеме во жижава на тема, ти благодарам на разбирањето. За тоа би ти бил благодарен да отвориме, тоа е она стари сметки, што е закон, правно, ово, она, тоа и тоа како ќе отворам тема за такво нешто, бидејќи ако мене ми се случи, кој знае вие што преживувате, но тоа е посебна тема. Да ја доелаборираме оваа тема, бидејќи ја не очекував, ми беше малце, како да ви кажам, на стаклени нозе, на прсти газев, дадов две теми, дали ќе биде, дали имаме слушалка или се исклучи гледачот? Океј, ќе почекаме, имавме некој на линија, се исклучи, во меѓувреме имаме друг, ќе веднаш уклучи го во програма слободно, јас ќе му ги дам сите инструкции. Марко, ти си бе на миксета? Добар е, баже? Добар е, а? Океј, се надевам дека е добар. Одиме со следниот гледач. Пушти го директно кај мене, ја ќе се разберам. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Кога се работи за здравето на децата, не можам да не следам. Смени ми кадар, дај ме мене у студио, повели. Се слушаме? Да, одлично, говорете. Добро вечер. Уште едно... Здравието на децата не може да не се јавам. Упорен бев, не знам, може 100 обиди. И добив. Да се повторувам со сите во целост, последниот ми го зеде зборот фармакомафијата број 1. Убиец број 1, не само мафија, него убиец, легален убиец број 1. Значи, поголем убиец од мафијата со оружје. Значи, во денешно време, број 1 убиец фармацијата, а нутриционистите не се ценети, не се дигнати на пиедестал. Тие се нашите спасители да бидеме здрави, да имаме имунитет, сами да се лечиме, никогаш да не заболиме од ништо. Кога има имунитет едно дете, кога е создава храна растено, кога не користи мртва храна, лични производи, отрови и всякакви други, да речам, отрови, ќе биде имуно на многу работи и нема ни да заболи. Нормално дека фармакомафијата, за да биде попрофитабилна, и ќе променуваат дати, датите ги променуваат и го директно тие кај што се произведуваат, таму тие ги пометуваат датите, таму прават далвери. А инаку има нормално некои работи што стварно ќе излечат нешто, ама други ризици ќе се излечи од нешто, а ќе има контраиндикации за 2-3 други ризици, да речем болести, што би го, значи прикриват нешто лекат, ама повеќе прикриват, минимизират и му го намалуваат имунитетот на секој организам. Ако една здрава храна,
ако си воден уреден живот, уште од мало родителите, двата родители треба да се грижат правилно, тој ќе биде отпорно ќе биде, нема да заболи. Затоа некои што примат вакцини, значи примиле вакцини и пак нашата здравствена, да речем, Министерството и цела велат, ако тие примиле вакцина, да не смеат да се дружат, да бидат во контакт со некои што не примиле. Ама ако примиле тие вакцини, отпорни се. Значи тоа е иронијата. Значи да не се повторувам со сите. Добро, ја ви благодарам. Така тврдеше глупости. Тоа е тоа. Најголемиот убица е фармацијата, Јанко. Благодарам многу за јавувањето и одиме со последниот гледач за вечерва на темава. Добро. Не е проблем. Уклучи уште еднаш. Да, ама го немам јас. Не е уклучен. Да, уклучено. Сега сте уклучени. Ајде да чуеме за вакцините. Од кога се јавив сум уклучена. Што сакам да кажам? Ќе ми извиниш, Јанко, викаш дека се јавувам стално, па кога нема некој по памети да се јават, мислам, или па нема што да кажат, мора јас да се јавам, немам друг избор. Имаше многу беа точни и прецизни, така што Не, точно беа. Ако се држите за темава, ќе ве оставам, ако не, ќе ви се заблагодарам. Повелете, вакцини. Нека не се лутат, тие се пријатели, што се веќе телепатски пријатели. Повелете. Ви се, што сакам да кажам? Вакцините. Треба да пијам лекови за склероза. Вакцините. Сакам да кажам, ако е вакцината толку добра, зошто присилно ги тераат? А што ако сите не се согласат да не даваат да ги вакцинираат? Не знам, тоа не се случило. Значи поделени се, некој се, некој не се. Добро, теоретски, хипотетички. Ако никој не ќе, например, децата ќе ги части Министерството за здравство, една година нема да одат на школа. Значи, ќе си одмара, ти... На мајтат го сврти. Ти благодарам многу, биди ми поздравен. Секој е добро и ти благодарам што се јави. А еве што ми напиша еден гледач. Можем да отворам ова во Месенџер, може би. Вака, пораките што ми ги испраќате, драги мои, на јавна личност, значи не се нешто приватно, така што чекај да видиме. Здраво Јанко, може ли да ти пуштам видео во кое се зборува за вакцините? Да, слободно праќете ми што сакате, но јас тие видеа нема да ги пуштам во програма, ако не се бесплатни потполно и се титлувани на македонски. Дали вие разбирате дека јас како медиум, ние како медиум, мора да ги запазиме? Значи, прво, копирајт, дека е дозволено бесплатно емитување, и второ, да има македонски титли, превод на македонски. Ништо друго не ме интересира, нити ќе пуштам во емисија. Значи, српско, словенско, марсовско, што сака, нека мора да има титул. Еве, и ми испраќа и Боби Цветановски, вика, добро вечер, ако сакаш, објави го ова во етер. Творат сејца и така натаму. Не ме интересираат српски наслови, бидејќи сум медиум во Македонија, на македонски јазик, ја говорам македонски, според законот јас морам, ако е на друг јазик, да им дадам превод на гледачите. Ако сакате вие такво нешто, изборете се, бидејќи во YouTube секој од вас може да направи субтитли. Значи, потрудете се и преведете го. Па пратете ми го, тоа ќе остане преведено. Еве да ви покажам како тоа се прави. Дај ми го мојот компјутер. Еве, има едно за вакцини. Не е важно за што. Овде има subtitles, closed captions. Овде ка има auto translate, auto notation и така натаму и така натаму. Можете да навлезете во ова и да му додадете рачно направени субтитли на македонски јазик. Тогаш ќе можеме. Но и покрај тоа мора првин да се види дали има дозвола копирајт за такво нешто. И уште писмото од гледачот, само да ви го прочитам, што и он пишува на оваа тема. Месенџерот 30 пати го отворив.
Добро. Тоа, значи, вели вака. Граѓаниве едно да сватат. Вакцините произведени во СФР и овие сега немаат врска ни со квалитет, ни со болестите. Овие ни внесуваат вакцини со кои се одредува векот на еден човек. И на крај, треба да се вакцинираат оние што сакаат. Тие што се вакцинираат не треба да се плашат за своето здравје. Сепак се вакцинирани. Демократијава е толку добра, што на сила мора да ни ја наметнат. Да не дозволиме нашите деца да бидат заморчиња. Цел свет говори за оваа нашата северна влада, сака со сила да ни наметне нешто. Видете, фала ти Боби, вака сега. Антиваксерското движење е силно во цел свет. Има, дали е булозно или не булозно, не е мое. Има силно движење кое тврди дека земјата е рамна и со силни аргументации. Има движење кое тврди дека не сме слетале на месечината. Има разноразни тврдења дека луѓе гуштери се меѓу нас. Има луѓе кои велат дека со антени со две жици на нив ја контролирале целата метеоролошка состојба во светот, така наречениот ХАРП и слично. Така што тие работи произлегоа од празен простор. Сомнеш се јавува и во најсовремени општества. И во најјаки држави. Они секогаш го надминуваат во една комбинација со правна форма, како мора, но и силно ја образложуваат, значи идат на дебати со родителите, им објаснуваат, ги сослушуваат нивните грижи и така натаму и така натаму. Страшно е да донесеш заклучок врз снимки од YouTube. Но исто така, ако некој ти рече, ајбе, мора да вакцинираш и не ти објасно и не ќе, ајбе, марш, јас сум лекар, сум завршил медицина, нема што тебе, бе, пеземек да ти објаснувам ја што 8 години сум учил. И тоа не е начин. Така што и залудувањето крајноста на едната и ароганцијата од другата страна, кога има сомнеш или има празен простор на неодговорени прашања, тој се пополнува со теории. Најчесто теории на заговор. Ароганцијата, науката и така натаму отврла, вика, мене ми е деготантно да разговарам на оваа тема. Така е, но тоа се шири како канцер се повеќе и повеќе запаѓа. Верувајте дека јас со години не можам да најдам стручно лице кое ја, например, имам одреден став, тој е мој личен, дека ние сме округла планета, дека сме топка, дека едноставно во вакуумот се функционира така. Божјата креација ја гледам во нешто многу посуштинско, одошто во рамна земја. Но, бидејќи не можам да најдам, тоа е многу интересно, не можам да најдам авторитети. Значи, јас знам луѓе кои сериозно би можеле да бранат дека земјата е округла. Но, зборам за физичар, астрофизичар, луѓе кои се од струката од електрофакултет, од сродните научни дејности, кои тоа би го објасниле, најчесто тоа е физика, бидејќи, нели, и атомот е округол, не е рамен, иако би можел да биде, нели, по тие тези. Така што, нивниот одговор е, зошто бегаат? И сега, ако они одговараат вака, предпоставувам дека и здравствените работници слично реагираат. Имено, слушајте ме добро. Они викаат вака. Доказите дека земјата е рамна се многу полесни, повидливи и полесно докажливи одосто доказите кои треба да ги изнесам дека земјата е топчеста. Ја вика, знам дека е топка. Ама вика, ја да ја објаснам, тоа е малку посложена математика, геометрија, тригонометрија, физика и неколку сродни, така што дури и да ги објаснам, ќе бидам неуверлив. Од тие причини, они одбиваат. Имате право да им земете само ова во предвид, ја чисто им се сомневам. Искрено се сомневам.
Затоа што, иако верувам, имам неколку прашања на кои они знаат дека ќе дадат, нема да дадат добар одговор. И ќе се избламираат, а со тоа ќе си направат проблем во својата научна заедница, во својата професија. Исто и со здравствените работници. Има прашања кои знаат дека ќе ги добијат ако дојдат во емисија, во врска со имунологијата, на кои ќе дадат одговор кои стварно ќе ти чуденки. Еве, нели, најосновниот и најбазичен одговор. Ја искрено верувам во вакцините или оние што на времето се добива. Никогаш не можев да ја разберам, иако ми ја објаснува, иако имам прочитано, ревакцинацијата. Зошто? Татко ми патуваше во ризични подрачја во надалечен исток. Индија, Бангладеш, слични места. Службено, како представник на фотоцентар работеше тогаш, Југославија. За да може да иде во тие ризични подрачја, беше обврзувачки за него да прими вакцина за вариола вера, една од најсмртоносните и најопасни болести на планетава. Прими една и цел живот имаше имунитет. Никакви ревакцинации, никакво ништо. Ја како копил, дете, бев со него кога ја прими во Белград, на Торлак, специјално отидо, бидејќи беше тоа цела делегација, ме зема со мене да ме прошета мал. И тогаш паметам во еден разговор, толку малце штуро, не беше нешто што јас како дете можев да го разберам, но како грижата на татко ми као ќе бидам ли јас добар. Знам само дека имунологот беше полковник по чин, воени, му рече, немој да се грижиш. Ова за цел живот ќе имаш имунитет гарантирано. Ова е проверено, затоа што кога беше вариолата вера во Југославија, јас имав контакт со заболени и не заболев, а претходно се бев вакцинирал од ова пред да влезам во, нели, која ги викнале, нели, заради таа ситуација. Така што он имаше цел живот имунитет благодарејќи на вакцината. Од тука ми потекна мојата доверба за вакцините и затоа децата како мали, онаа со перце, ослабени микроби им дозволив и така натаму. Но подоцна како почна ревакцинации, па ХПВ, ја почнав малце и да се подпрашувам. Еден имунолог ми рече дека новите вакцини кои се современи, медицината отишла напред, не се од стари бацили на болеста правени, туку се нестручно е, ве молам, земете ме со максимална резерва, бидејќи јас сум неукрајно, но немам овдека, бидејќи ја ова на стручно лице би му го поставил како прашање, па да ме демантира, да направи будала од мене. Тоа се низи од белковински, кои се слични на белковинските низи кои бацилите од болеста ги имаат во себе. За да ги добијат нив, ги прават од квасец. За да квасецот е помалку, бидејќи квасецот е помалку стабилен, колера бацил може да преживее и 600 години полумртов, или во вселена, па да се врати назад и да се активира во поволни услови, но овие од вакцините не можат. За да бидат стабилни, они добиваат некои минимално метали или тешки метали за да ги држат стабилни. Родителите се загрижени заради тие состојки, како што е жива, алуминиум, што се содржат. Тоа е како конзерванс во храната. Ја ви велам, не ме земајте за здраво за готово. Таквите, тие други состојки можат да предизвикаат несакани реакции. Луѓето велат дека тоа е аутизам или некакви си имунолошки реакции или некакви си алерголошки реакции. Не можам да тврдам, зборам само каде е грижата. Но, што се случува во тоа објаснување? Што викаат сега? Океј, ја не го вакцинирав моето дете, твоето е вакцинирано. Што се грижиш ако моето вакцинирано дете е болно од морбили? Јас сметам дека оно треба да ги прележи на нога, како и ова.
Zdravството вика, деца кои имаат нарушено здравје, а ги имаме такви, ако заболи од заушки или од морбили, може да биде фатално. И нивното оправдување држи луѓе. Значи, вакцината не е само заради здравите да бидат, туку може би некој дете има интенција на послаб имунолошки систем, има понарушено здравје и ако во тој момент се заболи од заушки или од морбили, може да има фатални последици. Но јас знам, моите деца ги прележа. Кога моите деца пред 10 години беа мали, немаше вакцини за морбили и они ги прележуваа. Знам само дека пријателки на мајка ми доаѓаа да преспијат со нашите мали деца, а кои беа немажени, со непрележани, две девојки дојдоа, пред мажење беа, пред да затруднат да оболе, затоа што било ризик за време на бременост да заболиш од морбили. Значи, спиеја со моите деца, ги чуваа, ги негуваа неколку дена, за да им се пренесе болеста, да ја одлежат и да имаат безбедна бременост. И ова се некои работи природно што функционира. Но она што не можев да го разберам во објаснувањето, тоа е имунитетот на стадо. Они велат, дури и да е вакцинирано дете, значи, они сега идат со оваа теза, ова е за мене сосема ново, бидејќи ја цел живот бев убеден дека кога ќе добиеш вакцина, ти си отпорен на болеста. Викаат, не. Ти бацилите влегуваат во тебе, има реакција, само таа реакција е многу пониска. Но колку помалци имало луѓе, толку тој бацил бил послаб, кај тој еден, па ако имало 1000 вакцинирани, еден невакциниран, реакцијата која ќе се пренела на овие други, ќе била многу помала. Ја не ја разбирам оваа математика, оваа квантна нивна физика и потребно е сериозно стручно објаснување. Од друга страна, значи, ако има еден невакциниран, а 1000 невакцинирани, истата болест може да биде кобна по вакцинираниот. Ја пак ќе се навратам на татко ми, кој имаше вакцина од вариола вера. Значи, дали бил во Африка, дали бил во Индија, во Бангладеш, каде што имало најсилен удар у првите 3 дена, или било пост месец дена после реата од болеста, немал никакви реакции, бидејќи нема мала реакција на вариола вера. Или имаш реакција и умираш, или немаш реакција. Толку научи. И сега, овие се празни места. Значи, од една страна, силно верувам во вакцината по примерот на татко ми со вариола вера. Од друга страна, овие одговори мене ми оставаат прашалници. Затоа што има овие прашалници, предпоставувам од тука некаде почнува и паранојата. Значи, не ги исклучувам вакцините. Министерството за здравство не е злобна компанија. Светската здравствена организација не е злобна организација која треба да го уништи човештвото. Но, дека и такви организации се корумпираат, може да бидат подложни на криминал и сето тоа, па да предизвикаат сомнеш на јавноста, тоа е апсолутно. И затоа може би најдобриот одговор се криеш. Дали се во ова ќе беше, ако знаевме дека имаме врвни вакцини, какви што родителите, откаде па овие будали ли се родители што ги носат во други европски земји своите деца да ги вакцинираат? Не дека нашите вакцини се лоши, напротив, ама зошто немаат доверба? Тука е работата. Истово прашање го поставам. Зошто има родители? Не може сите да се будали. Јас знам дека има лудаци. Но, зошто има толку силно движење во Соединените Американски држави, кај што има толку силен здравствен систем, толку силен правен систем, каде што нон-стоп се на терен, се збори со луѓето. Во Велика Британија, во Франција, во Австралија. Ајде да речам, ние сме проста маса, се клати државата, па не ни сеќа. Не, ова е светски проблем кој се засилува. Јас мислам дека ќе треба да отвориме уште една тема. Кажавте многу работи, испитувајте, организирајте се. А јас замолувам уште еднаш, и ова е може би по 10 пат, било кој фармаколог, увозник на вакцини, представник од Министерство за здравство,
Privatnik, kot privatna kompanija, fabrika, bolnica, добре дојдени сте во емисијата. Ова се прашањата кои ќе ви ги поставам и се надевам дека ќе добијам добар одговор. Не сакам на Facebook некој што не е у бел мантил со 8 години медицинско да ми дава одговори и да ме омаловажува. Ја им верувам дека е тоа може би точно, но зависи од кого ќе дојде. Многу е важно од кого ќе дојде. Ако овде ви дојде доктор тој и тој кој го познавате, кој е еминентен, кој е ценет меѓу вас и ви каже, луѓе, така и така заради тоа, и да почувствувате дека искрено збори, а не дека е платен заради тоа, да. Затоа, заради здравје, наше, ваше и за добробит на целата држава, овие прашања да се затворат и да видиме што сме и кај сме. Благодарам на вашето внимание, се извинувам поради мојата долга експликација, едноставно ме инспириравте вие. Лека ноќ и пријатно.